Похрит и Битола, карванот со музичко-сценскиот спектакл Силно светнал ден по повод 35 години од независноста на Македонија денеска пристигнува во Велес. Таму е Сања Трајковска-Ставров. Сања, дали е се подготвено и што ќе имаат можност и велешани во живот да видат и чујат? Борче би рекла театар под отворено небо, како што може да се забележи зад мене, бината сцената е веќе подготвена. Оние технички подготовки се веќе во тек, инструментите ги забележуваме на сцена, а што точно ќе се случува вечерва, имам чест да поразговарам со еден од изведувачите, тоа е Игор Дурловски, нашиот најпознат македонски оперски пејач. Ви благодарам што денеска издвоивте време за да поразговараме за едно вакво убаво културно нешто, би рекла. Ви благодарам на поканата. Кажете ми, може ли да кажеме што овој настан го прави поинаков од еден концерт? По што се издвојува, што ќе имаат граѓаните можност да видат вечерва и кои се впечатоците од Охрид и Битола? Па најверојатно има не толку често настани во кои што имаме по 30-40 македонски изведувачи од повеќе фелиден, да кажам, од народната, од поп музиката, од рап сцената, од класичната музика, јас и мојата сопруга. Така да тоа е еден од атрибутите кои што го дели од сите останати концерти и големината на ансамблот кој што настапува. Имаме преку 120 уметници на сцена, имаме танчери, имаме актери, имаме пејачи, имаме режисер. Еве кога спомнам режисера да спомнам дека целиот овај мултимедијален проект е под режисерската палка на нашиот реномиран режисер Дејан Пројковски и ова се навистина моменти во кои што сите со колегите уживаме, сите работевме сериозно на подготовките на овој проект и еве веќе 2 настани, како што кажавте, пројде настанот во Охрид и во Битола, поминавме многу убаво, публиката беше презадоволна. 3 часа пееше заедно во еден глас со изведувачите и навистина имаме еден успешен проект кој што верувам дека и вечерва во Охрид ќе биде исто на високо ниво. Вечерва во Велес ќе уште еднаш кај ќе имаат граѓаните можност па и од другите градови да дојдат. Ве прашав што е специфично, верувам дека има и поединечни танци и глума кои на некој начин ќе ја пренесат целава ова историска независност, затоа што нели по повод и 35 годишнината е овој настан. Која е пораката како изведувач што сакате да допре до граѓаните? Па до граѓаните, како што гледате дека целиот тим од пејачи, од актери, од сите сме обединети, така да можеби пораката е да се конечно да се обединиме како народ, да видиме сите едно, да гледаме позитивно на нашата блиска и подалечна иднина и да веруваме дека ќе градиме и понатаму една успешна, квалитетна држава во која што со гордост ќе живееме. Кажете ми како светски изведувач, какво е чувството да се изведува сега нешто вакво пред домашна публика, споредено со она што го имате како искуство? Кој е големо? Најчесто настапуваме во затворени простори, во театри и во Македонија и надвор од Македонија. Ова е нешто малку поинакво. На отворена сцена поретко настапуваме, иако сме имали настапи и во класичната музика, често знае во лето Open Air фестивали да се случуваат, да се организираат. Но ова е поинакво за мене како искуство, затоа што навистина со колегите од естрадата не често имаме можност да настапуваме заедно. Еве сега прилика, имаме, како што кажав, одлична соработка и верувам дека и понатамошните настапи кои што следуваат 16, 17, 18 и 19 веќе ги имаме следните 4 настани кои што, ако не се лажам, ќе бидат во Крушево на 16, 17 Куманово, 18 Штип и 19 во Прилеп, а останатите продолжуваат до крајот на месецот, а ќе завршиме со голем концерт на 4 септември во Скопје. А во меѓувреме, јас и мојата сопруга ќе имаме исто можност да настапиме и на 1 септември на плоштадот Македонија во Скопје, заедно со едно од најголемите имиња на 20 и на 21 век, Хозе Карерас. Така да подготовките се во тек и за тој настан и ја уверувам публиката дека ќе уживаат во истиот. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам вас на поканата. Убав настап да имате, верувам искуство не ви недостига, се надевам дека ќе уживате и вие и публиката. Ви благодарам. Така, се е подготвено за вечерва во Велес, да потсетам во 20:30 часот започнува оваа манифестација на музика, на театар,
се со цел од сцена да се пренесат сите важни моменти во изминатите 35 години. Студио. Така е, Сања, ти благодарам за сите информации.